Годишните одмори се во тек, а оние што планираат да одат на одмор треба да знаат една работа. Ноќевањето во автомобил во Грција е вообичаена појава, особено во текот на летото, бидејќи не се малку оние кои се одлучуваат на краток одмор, користејќи ја заштитата што возилото може да им ја обезбеди за време на патувањето до посакуваната дестинација. Дел тоа го прават тргнувајќи порано за да ги избегнат гужвите на граница и обиколницата околу Солун, не знаејќи дека на тој начин ризикуваат парична казна. Во неколку случаи, некои дури пристапуваат кон модификации на внатрешноста на автомобилот со цел да ги создадат потребните услови и да го направат поминувањето на ноќта во патничката кабина помалку болно. Секако, вистинскиот проблем не е во условите на ноќевање, во кое било возило, туку во тоа дали законот во Грција го дозволува тоа или не. Конкретно, според грчкото законодавство, секаков вид на инсталација, дури и ако се однесува на паркирање возила, е забранет на јавни површини, како што се плажи, археолошки локалитети или дури и паркинзи. Во суштина се забранети сите форми на слободно кампување, вклучително и ноќевање во 4 тркала, дури и ако има форма и удобност на кампер или приколка. Ноќевање во возило е дозволено само во одредени области. Односно, места за одмор долж националната транспортна мрежа во Грција или објекти кои се направени за сместување на кампери. Што се однесува до казната за ова дело, кампувањето на место каде што тоа не е дозволено е автоматски прекршок, што му дава право на полициските органи да го приведат сторителот во полициска станица. Значи, ако немате РФ и не сте отишле на кампување, подобро е да не ја искушувате судбината и потенцијалните драконски казни. Вреди да се напомене дека слични забрани важат и во другите европски земји, па пред да тргнете на пат со вашиот автомобил, треба да дознаете дали го задржувате правото да преноќите во вашиот автомобил или да кампувате на јавно место. Казната е 300 евра, но во текот на судењето судијата може да ја зголеми до 3000 евра.